Прогласувањето на кризна состојба во енергетиката значи и старт за мерките на штедење на јавните институции, како и за казните за директорите кои нема да го сторат тоа. Кризната состојба се прогласува за државата да може директно да располага со народните пари, како и да се активира веќе дадениот заем од ДЕБОР на државните електрани во вредност од 100 милиони евра. Овие пари ќе се искористат за набавка на јаглен, мазут, газ, но и за купување струја од странство. Дополнителните финансии треба да овозможат вкупните енергетски капацитети да работат турбо, односно со 100% искористеност на капацитетите. Бизнисмените во последен обид пред прогласување на кризната состојба да ги алармираат надлежните за крајно незавидната состојба во која се наоѓаат. По состанокот со економските министри излегоа со неколку барања за да се спаси економијата од колапс, да се укине ДДВ за струја за производните компании, да се замрзне цената на струјата по примерот на соседните држави, субвенции за дел од трошоците за струја и поедноставени процедури за поставување фотоволтаици. Бараат итна реакција. Во спротивно, до нова година ќе затворат и ќе следи бран откази за вработените. Многу фирми се одлучуваат ако работеле во 3 смени да работат во една. Оние кои работеле во една, можда во ниедна. Ваква цена на струјата, ниедна цена на производ не може да ја совлада, така да дефинитивно ние како економија ќе бидеме нерентабилни и за разлика од оние земји кои имаат фиксна, контролирана цена на струјата, за жал нашите извозни компании нема да можат да пласираат производи на тие пазари. Подхитно треба да се реагира, да се формира еден вид на штаб, кој што со зачестени состаноци ќе можеме да функционираме и овие наши барања и предлози кои што и писмено ќе ги доставиме, заеднички да ги решиме и тој кризен штаб да функционира додека трајат овие кризи и ова ситуација со бизнис. Студен туш од владата, индивидуални мерки не биле решение, им порача вице-премиерот Битики на бизнисмените. Вели за да им се помогне на стопанствениците, товарот требало сите да го поделат. Ја наведе даночната реформа, односно дека допрва требало да се разговара за укинување на ДДВ за струјата за дел од фирмите. Ке имал редовни состаноци со стопанските комори секоја недела. На крај на денот, која и да е одлуката што сите ќе ја превземеме, од денеска па натаму, сите ќе одговараме за тоа. А ако се задолжиме за да помогнеме на стопанството, свесно ќе влеземе и стопанството и владата во таква работа и ќе знаеме дека некој ќе треба да го плати тоа задолжување, а дали се тоа поголеми даноци, заедно ќе одлучиме. Бројките се алармантни. За 7 месеци изгаснале 5400 компании. Лани од регистарот пак биле избришени 7000 фирми. Цените на струјата изминатите денови рушат рекорди. Ако во понеделникот мегават час на берзата за струја Хупек се продаваше за 400 евра за ден однапред, денеска цената достигна 700 евра. Инаку кризната состојба ќе трае 30 дена, но владата сака да ја пролонгира до крајот на март следната година. За тоа да се случи, процедурата ќе продолжи во собранието, бидејќи зелено светло треба да дадат пратениците. Инаку директорот на ЕСМ Васко Ковачевски порача дека е се поизвестно струјата повторно да поскапи од нова година.